Некои од нас немаат еднакви услови за живот, со некои од нас судбината си поиграла, па затоа се потребни огромни напори и добра волја за да станат еднакви со останатите. Таков е примерот со децата со посебни потреби. Нивната судбина е оставена во раците на институциите и системот, кои деновиве ги направија заложници на политичките игри на локално ниво. Вака обвинија денес на прес од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Штип. Пред изборите, градоначалникот ветуваше Центар за рехабилитација за деца со посебни потреби, но откако седна во фотелјата, ветувањата се претворија во лаги. Поминаа неколку месеци, но градоначалникот не само што не превзема ништо околу ова, туку се обидува да спречи и еден граѓански гест. Иако претходно им беше ветено дека ќе добијат просторни или најмалку локацијски услови за изградба на центар за овие деца. Пред неколку дена, градоначалникот лично им соопштил на родителите дека не е во можност да го исполни ветеното. За апсурдот да биде уште поголем за доброто на децата со посебни потреби, физичко лице од Штип решава да се откаже од својот имот и заедно со направениот проект да го подари на овие граѓани, подсетуваат од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Штип. По втор пат градоначалникот не покажува добра волја, па наместо со одлука на совет земјиштето да се подари на Сдруженијето на граѓани Сплотени срца, тоа наскоро ќе биде ставено на лицитација за да биде откупено од најранливата категорија на граѓани. Почитуван градоначалник, зарем овие деца заслужуваат да бидат заложници на политички интерес? Зарем нивниот живот не е доволно тежок за дополнително да го отежните со манипулативни административни пречки? Зарем вака се грижите за најранливата категорија граѓани? На денешниот прес од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Штип порача да не се разочаруваат децата и да се покаже добра волја и влевање малку надеж во нивните кревки животи. Писмена реакција на пресконференцијата на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Штип доаѓа и од Општина Штип. Општина Штип со индигнација ги отфрла неоснованите обвинувања од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Штип и нивните недостоинствени ниски обиди да манипулираат со маката на децата со посебности и нивните родители. Општина Штип излегува во пресвест на сите своји граѓани секогаш во рамки на овластувањата и секогаш согласно законите. Потенцираме дека не постои законска форма за подарување земјиште, доколку доктор Миташев сака да им помогне на оваа категорија граѓани, има две можности. Прво, може да им ја даде парцелата на користење, но истата согласно законот за градежно земјиште ќе остане во негова собственост се до изградбата на целиот објект, предвиден согласно ДУП, а потоа може да им ја подари. Второ, доктор Миташев може да ја врати парцелата на Република Македонија, а потоа истата може да биде предмет на јавно наддавање. Сето ова детално беше објаснето на доктор Миташев. Што се однесува до конкретната парцела, би сакале да информираме јавноста дека доколку собственикот не постапи согласно предходен договор, веќе влегува во фаза на плаќање пенали заради нереализација на проектот. Не би сакале ниту да помислиме дека инвеститорот се обидува да ги избегне обврските и одговорностите преку вмешување на оваа ранлива група граѓани. Потенцираме дека ниту Миташев, ниту кој било друг не може да го убеди градоначалникот и службите на Општина Штип да работат спротивно законите во Република Македонија. Општина Штип води грижа и заедно со Министерството за труд и социјална политика ќе предложи да работи на финансирање на ранливата категорија граѓани.